Пред нас е големиот христијански празник Богојавление или кај народот познати како Водици. Самото име кажува за суштината на овој празник, бидејќи токму на овој ден Бог им се објавил на луѓето во трите ипостаси и од овој ден започна проповедањето на благата вест. Овој голем христијански празник се празнува во водите на езерата и реките низ државата. Во општина Кочани, ден пред 19 јануари во црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани ќе се одржи света божествена литургија, на која ќе началствуваат свештеници од овој храм. Во сабота на 18 ќе се отслужи света божествена литургија. Овој ден Светата црква го пропишала како пост, значи бидејќи се паѓа во сабота оваа година е разрешено на масло, но не се јаде риба. Значи во недела на 19 на самиот празник Богојавление, по извршувањето на светата божествена литургија, свештенството и верниот народ со свечена литија ќе се упатат на водите на Кочанската река, каде што ќе биде потопен честниот и животворен крст Христов. Потопувањето ќе се изврши во 12 часот и е најавено присуство на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион. Досега во Кочани има пријавено околу 20 кандидати кои ќе скокаат по светиот крст. Условите кои треба да ги исполнува секој кандидат е да има над 18 години, да се крстени во црква и да ја знаат молитвата Оче наш. Според традицијата, оној кој ќе го фати крстот ќе го следи среќа во текот на целата година. И во останатите населени места во општината, како и во општините Зрновци и Чешиново Облешево, во светените води на реката Брегалница и Зрновска река, ќе биде фрлен светиот крст во рамки на одбележувањето на празникот Водици.